Гама зрак. Средбата со медиумите се откажувате на проста причина. Повеќе уживам во моите одговори отколку во вашите прашања. Ви го представувам гама камелеонот. Гама камелеонот може да копира ДНК од секоја биоструктура. Например, да го земеме овој пердув од пингвин и да ја спојме неговата хромозомска структура со било кој друг организам. Еве овој хрчак, например. Погледнете како го претвораме мојот колега глодач во пингвин. Програмирајте го гама камелеонот. Глупав! Уште си тука? Мора да се случила некоја грешка, твоето крзно изгледа полесно. Професоре Чичи! А? Професоре Чичи, каде сте? Извинете, задрема. Сме откажале голема работа, медиумите секогаш се лутат. Професоре Чичи, каде заминавте? Здраво, Жан-Лук. Си го видел ли професорот, тука ли е? Не е тука. Насекаде го бара. Му помага во лабораторијата, го тестиравме неговиот најнов изум. Уште ли играчки? Гама камелеоно. А потоа почнав да се лигавам. И потоа се онесвести и се разбуди мирисајќи на сардини. Повеќе на пица со сардели, но недостасува пицата. Тоа е друга приказна. Ќе ти помогнеме, но моето омилено ТВ шоу сега е на Така и телевизија. вечерва е финалето. И двајцата финалисти се добри. Значи ќе го одберат оној кој ќе ја расшири најзлобната гласина. Кога ти стојат нападот, мора да ги елиминираш. Да, преврли на вториот канал. Не сакам да пропуштам ни секунда од двобојот помеѓу женското пекле и цитачот на палци. Ова не е можно. Стен не е возможно. Не ме интересира, само поправи го. Погледни, помислив дека гама направата на Жан-Лук е далечинското. Морам да го гледам финалето, Стен. Дури 2 пати гласам. Ајде да му го вратиме ова на Жан-Лук, па ќе го гледаме финалето кај него. Стен? Стен? Оваа недела ли е ледената изложба? Здраво! Жан-Лук, таму ли си? Жити скушата! Леле, како мирисаме! Погледни, Пет. Го гледаш тоа исте како Жан-Лук. Заспа. Никој не е ист како Стуарт. Можам да го сватам тоа овде горе, но таму доле тоа е Жан-Лук. Што? Стуарт претворен во пингвин? Невозможно! Погледни му ја косата. Ова е исто како во хорор филм. Стефани? Не! Сите се пингвини! Уште следно мешавина од пајаци. Имај храброст. Професорот, тој мора да ни помогне, освен ако не го фатили него. Што ако и тој е како пингвин? Всушност, тој е премногу низак да биде пингвин. Плюс, мрази риба. Што? Ако еден од вас е професорот Чичи, дигни ја раката, перката. Шегаджи ја? Ќе го најдам без нивна помош. Повторува тапа мене? Вам ви е редот. Не е лошо. Сега спојте ги патезите во една секвенца. Еј! Пет! Пет! Тоа е, професорот Чичи. Чисто се сомневам. Каде му е мантилот? Ајде да го прашаме. Можно е да е расипан или може би нема функција за враќање. Пет! О, не ме напуштај. Твојот Стенчо е тука. Дај ми го тоа. Останете каде што сте или ќе ве погодам со зракот.
Не, вратата ќе ги задржи. Неговата камера. Професорот секогаш ги снима неговите експерименти. На гама камелеонот му е потребна само една ДНК молекула за да ја комплетира метаморфозата на овој пингвин. Една молекула е многу малечко делче од ДНК. Но знаете тоа, нели? Секако, ДНК. Професоре, се сеќавате кога си го чепкавте носот? Сега нема да ви е криво за тоа. Го залепи тука. Или беше тука? Гума за джвакање. И тука мора да има ДНК. Да се потрудам да си ги измијам рацете. Ете! Не е моја вина што не може да налетате. Не се стурајте на мене. Мислиш дека си ти депримиран, Стенли? Видиш што сториле тие птичи мозици со мојот гама камелеон? Професоре, како се вративте во претходната Не се состојба? будали. Јас можеби некогаш сум луд научник, но не сум глупав. Секогаш правам ефектите од моите експерименти да бидат привремени, за секој случај. Најголема грешка ми беше што се концентрирав на гама камелеонот и ја занемарив очигледната злоба на пингвинот. Птица што цел живот мора да носи костим, сигурно е насилна. А риба! Многу би е жал професора Чичи, сигурно во мене имам уште од ДНК-та на лутиот пингвин.